Откор на дел од покривот на клиничка болница Штип. Паднати дрвја, оштетени приватни куќи, институции, возила на повеќе локации низ градот. Ваква слика остави силното невреме што синоќа го зафати и градот под Исорот. Од синоќа на терен се екипите на јавните предпријатија, територијалната противпожарна единица и полицијата, кои работат на расчистување на последиците. Според градоначалникот Иван Јорданов, нема повредени лица, но причинета е значителна материјална штета. Општината формира комисија за евидентирање на штетите и ги повика граѓаните да ги пријават оштетувањата на своите имоти. Во координација со сите чинители и членови на кризниот штаб, веќе на терен се делува. На терен работат сите екипи на јавните предпријатија, Стипион, ИСАР, територијалната противпожарна единица. Во комуникација со СВР Штип се расчистуваат сите сообраќајници од она кое што можевме да го добиеме како повратна информација на самиот кризен штаб. Морам да констатирам дека е предизвикана материјална штета на приватни имоти, на институции. Имаме доста случаеви евидентирано во повеќе населби, нападнати дрвја, гранки, кровни конструкции, оштетени возила. Сето она кое што и во моментов го работат екипите како комисија од страна на општина Штип, која ќе ги евидентира сите настанати штети. Ова прилика ја користам да ги повикам сите граѓани да пријават одредена промена која е настаната поради невремето или оштетување на нивниот приватен имот, за да имаме точни податоци за состојбата на територија на општина Штип. Најголеми штети од синоќашното невреме претрпе клиничка болница Штип, каде што е откорнат дел од кровната конструкција и покрај големата материјална штета нема повредени лица, а болницата ќе продолжи непречено да ги обезбедува здравствените услуги, додека надлежните работат на санацијата на оштетувањата. За среќа немаме повредени лица, но настаната е голема материјална штета затоа што еден дел од кровната конструкција целосно е отстранет и практично болницата, односно клиничката болница, следните денови мора да се прилагоди за да може непрекинато и да практично ги дава здравствените услуги, затоа што дополнителни временски прилики може да направат уште поголема штета на зградата на клиничката болница. Екипите на сите јавни предпријатија, на сите институции постојано ќе бидат на терен за да ги отстрануваме состојбите, проблемите кои се настанати, така да очекувам и граѓаните да се вклучат за да се отстранат сите последици кои се настанати од оваа силно невреме кое го зафати нашиот град. Тоа е дел од ортопедија и единицата за интензивно лекување. Тие функционираат, но со намален капацитет. Пациентите се сместени во делот каде што е суво, каде што нема прокиснување, значи во текот на ноќта ќе видиме, ќе ги префрлиме дел од пациентите на други оделенија со цел да бидат заштитени, да не настанат некои накнадни дождови со кои би се пореметило функционирање. Сведоците од лицеместо од болницата раскажуваат дека силниот ветер носел се пред себе, а моментите додека беснеело невремето било застрашувачки. Едната кола со двете греди од задиначи такото му беше кршено. Од двете греди. Тоа биде повеќе ништо не се видел. А многу ветер имаше јако. Сите дрва паѓа. Инаку невремето кое вчера се случи погоди повеќе градови и населени места во државата. Освен што имаше последици во објектите, огромни штети имајќи земјоделците од околината.